Мина речиси 10 дена, меѓутоа се уште нема објаснување од грчката амбасада за причините поради кои бе вратена. Мислам дека ако грчките власти не сакаат да нас слушнат нас овде, македонските новинари, тогаш нека ги слушнат и грчките новинари кои го нарекува овој случај брутален начин на цензура. Да, што? Денеска побаравме и официјално од Грчката канцеларија за врски во Република Македонија, но генерално барањето е до грчката влада да ја повлече забраната за влез за новинарката Костовска од Дневник, затоа што сметаме дека станува збор за едно недемократско однесување на едно 27 земји членки на Европската Унија, која практично со оваа забрана го нарушува, односно не го почитува правото на слободно движење, па дури и правото на информирање. Од тука ќе ве информирам сега накратко за барањето кое што го доставивме, односно текстот. Македонската асоциација на новинари бара Канцеларијата за врски на Грција во Македонија наидно да се произнесе и да ги обелодени причините поради кои на новинарката на дневниот весник Дневник Ивана Костовска е забранет влез во Грција. Истовремено, МАН бара од владата на Република Грција повлекување нова одлука и овозможување на непречен влез на новинарката. МАН смета дека регистрирањето на новинарката Костовска во регистарот на непожелни личности со карактеристика опасност за јавниот ред и безбедност, јавното здравје и меѓународните односи представува грубо кршење на основните демократски постулати на слободата на движење. Ваквата одлука на грчките власти за МАН е особено скандалозна, бидејќи станува збор за држава членка на Европската Унија. Тоа е? Маско ти изобез да Маско за обезбедување. Ја прашам.